Ова издание, првата амбасадорка на Македонија во САД Љубица Ачевска, иницијатор на клуб на дипломатки во Вашингтон. Како тој функционира денес? До 19 април сите возрастни во САД ќе може да се вакцинираат, најави председателот Џо Бајден. А како патувањето во Вселената се одразува врз човековото тело? Следуваат детали од ново истражување. Почнуваме веднаш, останете со нас. Поздрав до сите што не гледаат, јас сум Милена Ѓоргиевска. Ова е Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски. Амбасадорки од Балканот формирале неформален клуб на жени во Вашингтон. Пред да слушнете за ова балканско лоби, повеќе за најновите вести од САД. Председателот Џо Бајден назначи глобален координатор за справување со пандемијата. До 19 април сите возрастни во САД ќе може да се вакцинираат, објави председателот Џо Бајден. Тоа е 2 недели порано од оригиналниот рок, 1 мај. Сега даваме во просек по 3 милиони вакцини на ден на 20 милиони неделно. Само во саботата биле дадени 4 милиони дози. Ние сме првата земја која има дадено 150 милиони вакцини и првата земја која целосно вакцинирала 62 милиони луѓе. Под притисок од други земји да ги сподели вакцините, Џо Бајден ја назначи Гейл Смит за координаторка на глобалниот одговор на COVID-19. Смит е експерт за глобално здравје, се залагаше за испраќање на вишокот вакцини во странство. Очајно е потребно американско водство. Екстремно сум уверена дека може да одговориме на предизвикот. Многу земји со ниски и средни приходи почнаа да се вакцинираат со кинески и со вакцини од Ковакс механизмот на Обединетите нации, но експертите велат дека САД може да направат повеќе од споделување на вишокот на дози. Може да помогне доколку се постави цел зголемување на капацитетите за производство. Може да донесе ред и транспарентност на пазарот на вакцини во светот кој е нетранспарентен и хаотичен во моментот. Бајден посети центар за вакцинирање во црква во Вирџинија. Неговата администрација направи коалиција со религиски локални лидери за да помогнат да се убедат американците да бидат вакцинирани околу 20% според анкетите. Американците се помалку ги почитуваат здравствените протоколи како оваа прослава на победа во универзитетската кошарка. Имаме над 60.000 нови случаи секој ден. Помладите сега се вектори, преносители на вирусот. Тие одамна надпревари во ресторани и во барови. Според Белата куќа, околу 40% од возрастните американци добиле барем една доза, речиси 20% од вкупното население е целосно вакцинирано. 28 амбасадорки во Вашингтон денес се членки на неформална група која е иницирала македонска дипломатка. Сепак во групата денес нема македонска представничка, а државата се уште нема ниту амбасадор во САД. Еве како делуваат заедно овие жени. Поранешни и сегашни амбасадорки од Балканот формирале неформален клуб на моќни жени во Вашингтон. Првата амбасадорка на Македонија во САД Љубица Ачевска ја покренала оваа иницијатива, а долгогодишната косовска амбасадорка Влора Читаку била координаторка. Сегашна активна членка во клубот пак е грчката амбасадорка Александра Пападополу. Клубот е многу активен, многу важен и има различен пристап кон работите. За жал, сега се среќаваме преку Zoom, немаме состаноци лично, но се надевам дека ќе почнеме да се гледаме наскоро. Сепак и сега споделуваме пораки преку цел ден. Клубот денес има амбасадорки од 28 држави, од кои 9 представуваат претежно муслимански земји, меѓу кои Јордан, Мароко, Либија и Саудиска Арабија. Меѓу себе си се нарекуваат сестри во дипломатија и заеднички организираат настани, средби во Конгресот со представници на американската администрација, со поранешни и сегашни високи официјални лица. Клубот е од голема помош. Јас доаѓам од држава која го поддржува напредокот на жените, но има држави во светот каде женските права и позиции побавно стануваат дел од владината политика. Овие колешки се соочуваат со поразлични предизвици од моите, затоа е многу важно да се споделуваат искуствата. На шега вели дека балканското лоби не е толку видливо колку што е моќно и додава дека би сакала да соработува со идниот македонски амбасадор во Вашингтон. Една од темите, вели таа, би била и борбата против дискриминација на жени.
Дискриминацијата е голема тема, особено во денешното општество. Мислам дека сите треба да придонесеме со цел да елиминираме секаква дискриминација против кој да било. За клубот на жени амбасадорки во Вашингтон има и книга. Авторката Сузан Слоун вели дека книгата помогнала да влие врз подобрување на родовата еднаквост ширум светот. Each of them had different leadership styles. Секоја од нив има различен лидерски стил во смисла на комуницирање. Многу од амбасадорките со кои зборував преферираат тимска работа наместо надпревар. Повеќето држави кои постигнаа подобри резултати во справувањето со пандемијата се предводени од жени. Тоа покажува како лидерството базирано на соработка им оди во корист на сите. Таа вели дека од секоја од овие жени научила по нешто, а најважното е да не се откажува. Има и порака до мажите. Learn how to be an ally. Научите како да бидете сојузник. Кога сте на маса со жени од различни држави, етничко и верско потекло, истакнете го нивниот глас. Не е потребно само да бидат присутни, туку и да ги поддржите. Незината книга е инспирација и за музичка листа со песни за жени на сајтот Spotify. А ново истражување покажува дека патувањата во Вселената може да го направат човековото срце помало. Приватната компанија за вселенски летови SpaceX успешно го лансираше леталото без екипаж наречено Звезден брод 11 од Бока Чика во Тексас. Но тестот беше нагло прекинат само неколку минути подоцна кога ракетата експлодираше додека се спушташе на земјата. Инженерот на SpaceX, Џон Инспракер, го коментираше настанот. Кога стигнавме на 10 километри од слетувањето, имавме добар поглед од камерата која покажуваше дека се е тивко при спуштањето, но тогаш камерата замрзна и започна секвенцата за палење на моторот. Ке мора да дознаеме што се случи. Инспракер овде зборува за последната замрзната снимка која ја добија од Звезден брод 11. Јасно кажува дека нема да има ново видео. Парчиња од бродот се урна и на 8 километри од местото на слетување. Во меѓувреме, Комитет на Американскиот Конгрес најави истрага за безбедносните процедури кои регулаторите велат дека биле прекршени од страна на компанијата при лансирање во декември. Но за SpaceX има и добри вести. Компанијата ги објави последните членови на екипажот кој планира да го испрати на она што го нарекува прва целосно цивилна мисија во Вселената. Мисијата Инспирација 4 сега вклучува инженер и наставник. Планирано е да биде лансирана во септември годинава од Вселенскиот центар Кенеди на НАСА кој се наоѓа на Флорида. SpaceX го одбра екипажот преку настан на кој се собираа донации. And there the two one-year crew members Scott Kelly and Mikhail Kornienko. Од другите вести, журналот Циркулација објави извештај во кој се вели дека во Вселената срцето станува помало. Астронаутот Скот Кели помина речиси 1 година на меѓународната вселенска станица од 2015 до 2016. За тоа време неговото срце се намалило за повеќе од 1/4, зашто таму нема гравитација која го тера срцето да работи понапорно. Истражувањето го споредило срцето на Кели со она на познатиот маратонски пливач Бен Лаком и прави паралела меѓу бестежинската состојба во Вселената и пливањето. Минатата недела на северозападниот дел на Соединетите држави можеше да се види нешто што наликува на комета, но тоа всушност беа остатоци од ракетата Falcon 9 на SpaceX, која достави нови сателити Starlink во орбитата пред да согори во атмосферата. Од мене толку. Ве поздравувам од Вашингтон, а со нови информации се гледаме утре повторно.